драги ученици, се наоѓаме во дигиталната училница по предметот македонски јазик во 4-то одделение. Јас сум Гордана Барбашка, одделенски наставник во Основното општинско училиште Страшо Пинџур, Карбиници. На овој час по македонски јазик ви се потребни следните материјали: училишна тетрадка, прибор за пишување и учебникот за 4-то одделение по македонски јазик од авторите Љубица Студинска и Весна Наставник. Денеска ќе обработуваме кинеската народна приказна "Вредна лекција". Која што ја има во учебникот по македонски јазик на страна 141. Цели кои што треба да ги постигнете ученици за овој час е да ја разберете содржината на приказната, да развиете позитивни ставови кон промените во природата и да ја откриете пораката на приказната. Како и секоја приказна и секој обработен текст, така и овој носат една силна порака. И сега во рок од 1 минута, ученици, треба да размислите за тоа што ќе се случи доколку на нива насадиме некоја градинарска култура, но притоа не ја копаме, не ја наводнуваме. А што ќе се случи доколку вредно го обработуваме она што сме го насадили? Размислите убаво, имате 1 минута, каде што ќе размислите за тоа што би се случило доколку не се грижиме за она кое што сме го насадиле на нива. Како природата ќе ни врати со нашето работење, за нашето работење. Се надевам, ученици, дека вашите размислувања се во насока на тоа дека доколку не се грижиме за она што сме го насадиле претходно, нема да добиеме богат род. Природата ќе ни врати со иста мера како што и ние сме работеле. Доколку се грижиме, вредно го одгледуваме она што сме го насадиле, природата ќе ни врати со богат род, со богат плод и ќе имаме убава и богата берба. Ајде да видиме зашто станува збор во оваа приказна наречена "Вредна лекција". Приказната, уште еднаш, ученици, да ви напоменам дека ја имате во учебникот на страна 141. Додека читам, можете и вие внимателно да следите. Вредна лекција. Многу одамна селаните кои сееле компири ги изедувале по големите, а за садење ги оставале по малите компири. Го правеле тоа со години. Но забележале дека секоја година компирчињата станувале се помали, додека не станале мали како жирчиња. Тогаш сватиле дека е подобро да ги јадат по ситните, а за садење да ги чуваат по големите компири. Само така природата им обезбедила добра берба секоја година. Последната реченица од оваа кинеска народна приказна, ученици, ни ја дава пораката која што природата им ја наговестила на селаните. Природата им обезбедува добра берба секоја година. Зашто станува збор од оваа лекција? Каква важна лекција научиле селаните од оваа приказна? Вика, зашто на селаните им се раѓале се помали и помали компирчиња. На селаните им се раѓале се помали и помали компирчиња, бидејќи тие несовесно и неправилно ги одгледувале компирите. Секоја година тие што правеле?
ги јаделе поголемите компири, а помалите ги чувале за садење. Значи, со помал вложен труд добивале и помалку плод. Секоја година, значи, нивниот род се намалувал постепено станувале компирчињата се помали и помали како жирчиња. Што сватиле на крајот селаните? На крајот селаните, по повеќе годишното обработување на компири, сватиле дека прават грешка, дека треба поголемите компири да ги оставаат за садење, а помалите компирчиња да ги јадат. Која порека ќе извлечеме од оваа приказна? Една силна порека и поговорка која што честопати ја имаме во повеќето од приказните, од текстовите. Ученици, што ќе посееш, тоа и ќе ти никне, е една од специфичните и правилни поговорки која што ни ја носи оваа приказна. Значи, селаните саделе мали компирчиња и добивале мали. Значи, што ќе посеат, тоа и добиваат. Сега, драги ученици, извадете ги вашите училишни тетрадки, каде што ќе ја обработите и разработите техниката скелетен приказ. Се надевам дека претходно ја имате работено со вашите наставници, но доколку ви е непозната, и ги следете чекорите која што ни ја носи оваа техника. Оваа техника скелетен приказ е во 5 чекори, односно 5 барања кои што вие треба да ги запишете во вашите тетрадки. Првиот чекор е да напишете реченица, значи една реченица со која што ќе опишете зашто станува збор во приказната. Под број 2 треба да напишете поука, односно фраза која што ја извлековте од слушањето на оваа кинеска народна приказна. Под број 3 слика. Преку слика треба да ја представите содржината на приказната. Значи, под број 3 треба да нацртате слика која што ќе ја представи содржината на два приказна. Под број 4 еден збор. Значи, со еден збор треба да ја искажете темата на приказната. Значи, самиот збор треба да има големо тежинско значење со кое што ќе се искаже целата тема на оваа приказна. И под број 5 треба да напишете една боја која што ќе ви ги искаже вашите чувства доживеани од приказната. Значи, со која боја се искажани вашите чувства од приказната. Се надевам дека овие чекори ви се јасни и затоа имате 5 минути за да ги исполните барањето од техниката скелетен приказ. А во интерес на времето, ученици, можете да го стопирате видеото и откако ќе завршите со сите 5 чекори од техниката скелетен приказ, ќе го продолжите понатаму видеото. Доколку ја завршивте техниката скелетен приказ, напишавте реченица, напишавте поука, нацртавте слика, напишавте збор и боја која што ќе искаже вашите чувства од приказната, можете да го продолжите и последниот дел од видеото. А последниот дел од видеото е наменет за активности во домот. Значи, за домашна работа, ученици, ќе имате да ги одговорите следниве неколку прашања. Да објасните како ја разбирате поговорката, што ќе посееш, што ќе ти никне, што сееш ти во животот, како се однесуваш со блиските во семејството, со другарите, со луѓето кои ги познаваш и тие што не ги познаваш, како се однесуваш кон природата, а како кон учење.
Како се однесувате вие кон учењето во овие услови на далечинско учење, ќе напишете ученици во вашите домашни тетрадки. Останете во добро здравје, се гледаме во следна прилика. До гледање.